Да се запише Лагранжовиот интерполационен полином за овие вредности. Значи, ако ни се зададени овие вредности, како ви го напишеме Лагранжовиот интерполационен полином? Овде имаме до J3 и формулата ќе ја запишеме на следниот начин. Значи, може било колку да имаме зададено вредности. Ако е 3, имаме вака полиномот P од X. Ке го запишеме X минус, прво него ставаме и од 0. Почнуваме од X1. X минус X2, X минус X3, бидејќи имаме до третиот член. Врз, и сега овде заменуваме X0. И овие вторите остануват исти. Минус X7, X0 минус X2, X0 минус X3. По Y0 ни е овде. Потоа, истото, само сега за X, за J1, нема да го пишуваме, ќе ги пишуваме J0, J1, J2. Значи, ќе ни биде X минус X0, X минус X1 не го пишуваме, X2. Значи, тука не го пишуваме X0, во втората дробка X1 не го пишуваме, во третата X2 нема да го напишеме, во четвртата X4. Во четвртата X3 нема да биде. X минус X2, X минус X3, а долу сега ќе ни биде со X7, тоа што не ни е запишено. X7 го немаме овде, почнуваме X7 минус X0. X1 минус X2, X7 минус X3 по Y1. Плюс, сега, овде не го пишувавме X0, овде не го пишувавме X7, овде нема да го пишуваме X2. И почнуваме X минус X0, X минус X7, X минус X3. X2 не го пишуваме, а доле ќе почнеме X2 минус X0. X2 минус X7, X2 минус X3 по Y0, Y1, Y2. И уште ни остана за X3 да не го пишуваме. Значи, почнуваме X минус X0, X минус X7, X минус X2, врз истите овие, сега со X3 минус X0, X3 минус X7. Еве овие ќе бидат вторите. X минус X7, X минус X2. По Y0, Y1, Y2, овде ќе биде Y3 членот. Тоа е кога имаме до J3 во табелата. Ако беа 2 члена, или ај 4 да видиме, ако J е 4, например, некоја табела, ако имате, за J4. Како ќе биде? Првото ќе ни биде вака. X минус X7, X минус X2, X минус X3, X минус X4. Значи сега, ако J е 4, ќе имаме 4 члена горе. Тука J беше 3, имавме 3 множители. Овде се 4 ќе бидат и пак ќе почнеме X0 минус X7, X0 минус X2 по Y0 плюс исто вториот член X минус X0, X минус X2, X минус X3, X минус X4 ќе ни бидат. Ако е 5, до петиот член ќе одеме. Ако J е 5 во табелата, ако имате, ќе одеме и со следното J5. И секогаш прво го немаме нулата, па 1, па 2, па 3,
па 4 по тој редослед се добива, зависи колку членови имаме во табелата. Бидејќи нашата табела е до јод 3, значи одиме со оваа формула за да го напишеме полиномот. Ова е пример за во случај некогаш да имате повеќе членови. Значи, ако е јод 4, ќе имате 4 множители. Ако е јод 5, до тука во табелата, ако го има јод 5, ќе имате 5 множители. И сега, тоа што ни е во табелата, само ги заменуваме вредностите и се пресметува. Јас сега ќе ја пуштам со пресметани вредности, значи имаме вака, x минус x1, гледаме колку ни е 2, заменеме 2. X минус x2, тука ни е 3. Ке заменеме x минус 3. X минус, ова ни е 5, ќе заменеме 5. Y1 ни е, Y0 ни е 1, мислам, тука ќе ставиме 1. X1, не гледам. 1 минус 2, па тука ќе имаме 1 минус 3, 1 минус 5. Значи, ги гледаме вредностите од табелата и заменуваме овде. Сега ќе пуштам другиот дел од задачата. Еве го полиномот. Значи, заменети се во тоа што го запишав предходно, x минус. Првата x1 колку ни од табелата, гледаме x минус од втората табела, x минус x3 колку ни е во табелата, ги гледаме вредностите. Долу ги заменуваме по 1, за вториот множител исто ќе ги заменеме вредностите по 5, y1, тука y2, y3, x минус едното решение, другото кој ќе ги заменеме вредностите, потоа ќе ги помножиме. Прво двата, било кој два, па после со третиот. На мене ми е средено овде множењето, ама може да си проверите да немам некаде погрешено, бидејќи е многу работа. X по x на квадрат, x по 3 минус 3x, минус 2 по x. Вака ми се пресметани сите полиноми на овој начин. Еве еден пример. Ке запишеме. Еве, оваа само да го измножиме. X по x на квадрат, x по минус 3x, минус 2x, минус 2 по минус 3, минус 6. Ке го средам сега оваа x на квадрат, минус 5x, минус 6, па ќе го помножиме со x минус 5. Значи, било кој прво од двата, па после со третиот. X на квадрат по x, еве и проверка дали точно сум го добила. X на квадрат по x, x на трета, x на квадрат по минус 5, минус 5x, минус 5x по x, минус 5x на квадрат, минус по минус плюс, 25x и со шеската минус 6x, минус по минус плюс 30. Зашто ми е минус тука? И си проверете, може би имам некој x минус 3, а овде беше плюс 6. Плюс 6. Сега сите ќе ги поправим. Шеската. 6 плюс 6x минус 30. И ќе имаме x на трета, еве го x на трета, минус 5x, а не, x на квадрат. Нека да имам испуштено сега, да видиме. X на квадрат по x на трета, x на квадрат минус 5x на квадрат е ова. X на квадрат по 5, овде минус 5x по x. Минус 5x на квадрат, минус 5x по минус плюс 25x и со шеската овие. Значи, ова ќе биде минус 10x на квадрат, 25 и плюс 6
31x минус 30. По 1 ќе си биде исто тоа. Значи, тоа го пресметуваме на исти начин. Овие ќе ги измножите, овие, еве ги тука запишани, тука и тука се помножени, а долу си пресметуваме. 1 и по минус 2 е минус 1, по минус 2, 1 минус 3 е минус 2, по минус 4, знакот е минус, по минус е минус, 1 по 2, 2, 2 по 4, 8, значи долу ќе имаме минус 8. На сосема исти начин и другите три ќе ги пресметате, тоа е до овде задачата. Сега може, значи не сум сигурна дали немам погрешено некаде, може да си направите некоја проверка, знак плюс, минус, да немам испуштено некоја цифра. Значи до тука пресметано. Сега, пред да најдам НЗС, ги средив полиномите, минус 8, за да биде именителот плюс, сите знаци горе се променети. Овде помножено е со 5, бидејќи имам 5x на трета, минус 45x, 23 по 5, минус 115. Минус 115, плюс треба. Минус 75. Имам некои такви грешки, ќе си ги поправете. Ако ова не е минус, ако требало да биде минус, ќе си проверете. Ако е вака 23 по 5, е плюс 115. Минус 15 по 5, минус 75 врз 3. Исто овде минусот, горе ми се променети сите знаци и помножени со тројката. Минус 3x на квадрат, овој минус ќе стане плюс 8 по 3, 24x на квадрат. Овој знак се менува 17 по 3, 51 и знакот минус, овој ќе се смени плюс, за да немаме долу во именителите да немаме. Тука си е 24, само со 2 се помножени овие броеви. И на крајот НЗС е за 8, 3, 4 и 24. НЗС ми е 24. Овде се проширува дропката со 3, овде со 8, затоа што 8 по 3 е 24, овде со 6 и овде со 1. Тие се помножени со 3, минус 3x на квадрат, плюс 30x на квадрат, минус 31 по 3, 93. После оваа дробка е помножена. И на крајот, не ми се средени, значи ќе ги средете кој ќе го завршите ова, не го средив, бидејќи може би имам нешто, некој знак, број пропуштено. Малку повеќе внимание треба и да се еднаш два пати провери да нема грешка. Сега, значи, ногем НЗС е 24, ова се измножените тука во два реда и се собираат x на трета и ова x на трета и ова x на трета и ова, мислам дека е 21, така сум добил, минус 3 плюс 40 е 37x на трета, минус 18, 37 и 2, 39, минус 18, 21x на трета. Потоа со x на квадрат ќе се соберат, ќе се пресмета, ќе го запишеме резултатот и тоа е полиномот, Лагранжовиот интерполационен полином. И уште еднаш малку проверка, не знам дали сите ми се, да немам пропуштено некој знак или број овде.